Ова Джаз Фектори. Дај по една мајца, ки части. части, голем си. Снима? Снима, да. Добар ден. Мишко Парушев во подкастот Джез од денес, подкаст за современата македонска джез музика. Добар Здраво. ден, Сашо Поповски. Ви благодарам што ме поканивте на вашата подкаст емисија. Може. Ова подкаст ич не ми се свиѓа како збор. Подкастр, као нешто да треба да се подкастри. Да се подкастри. Не, ради тоа глупости што има, а ова добро што ти текнало за музика да направиш ваква емисија. Ја ќе ја викам емисија, ти викај си ја подкаст. Важи. А јас ќе ја викам разговор или кафе муавет некако така. Да видам Ајде повтори. уште еднаш. Мишко Парушев, добре дојде во Джез од денес. Добро најдов, Подкаст емисија. професоре Сашо Поповски, како сте ми? Сум бил и подобар. Исто и Благодарам на прашање. Инаку овој подкаст го замисливме така што ќе ја представи современата македонска джез музичка сцена и импровизаторска сцена и ќе ги опфати активните учесници на сцената без да се навраќаме многу на историјата. Но пред било што да те прашам, Кој колку прати? така Сега да колку стигнеме на интернет тоа да видиме. пред било што да те прашам, сакам да те прашам кој е Мишко Парушев денес? Или Мици, можам Мици да ти викам. Мици на Битолски, ја? Мици на Видолски. Е најново име. Кој е Мици денес или Ме Мишко, кој е викаат Мишко Мици денес? понекогаш. Мичи ме викаат, нели? Ја не си ги сакам надимаците. Мишко, тоа е исто како Глувче, нели, кога ме викаат. Си го сакам името Михаил. Убаво ми е. Кој сум Михаил. денес? Денес сум татко Ете, тоа е тоа. на Тоа е тоа. едно малечко девојче, веќе не е бебе, Така. мојата ќерка Ирис. Се занимавам со фамилиарни работи, од маркети, аптеки, идење на ке градинка, па предумислување дали ќе идеме или не идеме. Сега иде детето во градинка Така. и се радува што е таму, така да имаме ја и жена ми малце повеќе време да направиме муавет. Така. Браво си, браво си. А на со музички тоа план? На музички план, 15 на години сум член на Леби Сол. Тоа ми е официјалната моја работа, со што се занимавам во последниве Одлична работа имаш. 15 се години. занимаваш со Лепи Сол, култен бенд. Свирам со Бодан Арсовски, со Коган Димушевски и со Димитар Божиков. Имаме амбициозни концерти, настапи минатиот период. Минатата година имавме добра плодна, така да Концертна наречам, сезона? концертна сезона. На кои фестивали настапивте? Настапивме и во Штип на отварање на новото плато на Домот на младите. Па тоа некако тргна па на кај Косово, отидовме во Призрен на овој нов фестивал, сега не знам како се викаше. Нешто во Хрватска или со Рок and Blues фестивал. Еве годинава гледам Френк Амбале свири Одлично. и Dirty Loops. Одлично. Добар одлично, фестивал ќе одлично. биде тоа. Имавме неколку по ривиерата, Црна Гора, Будва, Херцег Нови, имињата исто на фестивалите не ги Ти памтам. слаб си со имена, па зато Свиревме многу на- места има. Свиревме во Подгорица на Нью Йорк Джез фестивал, така се вика тој добро, фестивал, тоа е- ќе го памтам. Тој е познат. Каде што настапи ден после Лебисол, настапи Денис Чемберс. Ете, од видните имиња. Може некој чул за Денис Чемберс. Добро, ма во Црна Гора има неколку джез фестивали. Петровац, на нашиот пријател Винко, да го поздравиме. Да. На подкастот. Јас сум свирил на тој фестивал На отворањето, на нели? отварањето на Да, првата точно така. година со триото на Симон Киселички и Мучо на бас. Така. Ам, А да си свирил во Подгорица на Джем, тој што го организира месец на славење на джез, Не, тоа е Маја не сум ја Поповиќ. многу по джез фестивалите актуелен. До душа знае да се деси да ми среди некој концерт на Хвар и тоа да се нарекува джез фестивал, нели? Еве да се пофалам оваа година
конечно повторно ќе настапам на истиот Jazz and Wine Jazz Festival. Ќе бидам изгледа целата сезона повторно во Хрватска. Ама хрватски изминатите Одамна години немав. некако тие како цело Не знам се- дека пола па се- лето си таму ствари. Тоа беше до оној карантин. Ковидот значи смена. После тоа во карантинот јас направив некои промени во својот живот. И ми помогна и карантинот за тоа малце да се приберам од тоа со куферот и чинелите по патиштава. Потполно те. Па ми се случи таа промена, ми се случи љубов која одамна ја немав во Македонија и стана фамилиарен човек. Претходно може личев претходно бев ја окей, секогаш не бев некој параспур. Мада не помислував на тоа дека еден ден ќе имам таква една фина фамилија, нели? Порано фамилија ми беа бендовите и гледав дека не е тоа усвар фамилија. Дека се на крај сам бев. Види, И ако се десија, сакам тоа да кажам дека се укотвив во Скопје. Долго ме немаше во Македонија. Мислам дека се уште сум инкогнито и овие 3 години од кога сум као званично вратен овде. Цело време патував. Живеев во некои знаемени станови и сето тоа ми прекипе. Ми фалеше да знам каде ќе бидам следното сабајле. Не само да се будам во некој друг хотел или смештај или се едно. Убаво беше тоа патување и свирење на таа музика што највеќе ја сакам. Ја никогаш не свирев тоа што бараат другите, него тоа ја што барам. Види, но од друга страна па импресивен е патот кој што си го поминал, нели се млади луѓе кога ќе го гледаат претпоставувам овој подкастот, доколку го гледаат. И ако направат еден краток ресерч онака, може да видат дека од 90-тите наваму алтернативната или авангардната сцена во Македонија е многу блиско поврзана со твоето име. Од Архангел, нели, најпознатиот албум на Архангел, Project Жлуст, можеш да наброиш и други со кои се не се свира, Владко Стефановски трио. Стварно во таа младост, ете да ја наречам, јас се уште сум млад. Не ги менувам. Сите сме млади. Тоа бројките и за мене некојаш важат усвари, кога се менува времето, па се осеќа некоја реума. Како денес многу врни, затоа. Од бубњеви, од бас појачала дигање. Што знам, не знам како да ти го одговорам. Ама сакам да кажеш, сакам да кажеш збор 2 за твојот пат за да стигнеш она што си денес. Многу добро кажа дека усвари спокојот и радоста си ја најде во бендот што се нарекува Home или Дом. И но ти требаше 20-25 години да поминат едно патешествие низ многу бендови, затоа што повторно ќе кажам, видите, неминовно е поврзувањето Поповски ме зачеша левата рака се нешто. Поврзувањето на твоето име со градењето на алтернативната сцена во Македонија. Не велам джез, значи не било се джез. Ама јас сум бизнисмен уствари. Добро, то знаеш. Јас со музика се бавам стварно од многу голема љубов, но пред едно 30 години видов дека ќе морам да го наплатам тоа еден ден. И се уште се борам со тоа наплатите и се борам да живеам опуштено свирејки бубњеви. Ете, направив и Нонет, снимив албум, Агол. Моето следно прашање за новиот албум. 2 години ете се случи и мој албум, ете попосле ќе зборуваме за тоа. Не, сега одма можеш да кажеш, слободно.
долго време требаше вајда да таа музика легне, да се направи тој состав кој и се распадна нормално, како се. Такви се таков е текот на настаните. Голем состав беше претпоставуван. Сите бендови се распаѓаат. Многу нормален процес е човек да се развива и да продолжува напред. Да. Но еве јас лично имам толку многу пријатели што во секое време можам да настапам и да свирам. Еве утре ќе свирам. Да, супер. Јас Ако можеш да го наречеш нов бенд, Јас тие се исто ја стари имам луѓе утре кои што ги концерт. стари луѓе кои што ги познаваме, Стари пријатели. луѓе. Да, но настапуваме. Ако супер. Ако мислиш на официјално Со на битолскиот бенд ќе на свириш? моето трио, не. Со битолски. Ако мислиш официјално на моето трио, следен настап ќе ни биде во Италија во август. Ќе биде во малку проширен состав. Да. И Така да мене ми тој- се така Тој бенд букинзите. функционира и во септември во Полска. ќе Исто имаме и ја некакви имам концерти. имам некои настапи што ми се баш за чекање. Јули ќе бидам на Хвар по тие фестивали тамо што се одржуваат. Август исто имам некои планови за Хрватска, Мгм. да не откривам за кој бенд се работи. Можеш да откриеш слободно. А, Ако некиш не Ајде да можеш. се вратиме на она Ајде. предходно што Ајде. зборувавме. Памтиш? Памтам. Ајде. Мозокот се уште ме служи. Пројдов ја доста бендови овде и тоа у 90 тој во 90 изгледаше тоа како кој знае кокаво да е тоа како да сме по стадиони и имаше многу чекање некако. Не беше тоа на брзина се. Нели се прешалтував од еден во друг бенд. Ретки бевме тогаш бубњари овде, не знам, Гоце, јас, Хистер, толку бевме, 3-4 бубњари бевме во тоа време. И моравме ја и Гоце да ја работиме таа работа со сите бендови. Може членувавме во десетина бендови истовремено. Добро. Тапанари и басисти, знаеш. После се деси, на 10 години се случуваат нови 2-3 бубњари, па други 10 години ќе пројдат пак нови ќе дојдат. Вајде како што бевме јас и Гоце во тоа нашето време, ја така можам да го наречам, се појавуваат нови, вајде имаат другачи филинг, може би и се поевтини за да стигнат до таа цифрата што ја заслужува еден квалитетен музичар. Добро, А сега кај нас ги има. цифрата е индивидуална работа, секој си стреми за Ретко секој си кога има знае своја- да се наплатат овде нашите колеги и им честитам на таа упорност и на тоа ефтино свирење. Добро, сега тоа е лична перцепција, секој си го пак ќе речам, секој си има своја, ајде, грубо речено цена и она што сака да го наплати. Но сакам сега нешто друго да те прашам. За процесот на создавање на Агол многу ми е интересен и многу пати кога сме разговарале, првата работа што ти ја кажав, многу е голем бендот. Ели, знаеш, и од друга страна, колку е реално толку голем бенд, но нет, како што кажа, да успеи да, не знам, да направи турнеја низ Македонија или да направи некаква турнеја надвор од Македонија, еве регионално нека биде. Да, имаше многу смешни понуди без да имаш прво менаџер, пошто немаш, Да, и да немаш промотер, пошто немаш промотер. Така. И едноставно тука во Македонија Како не, имам сите издавач. сме, издавач е друго. Сите сме, немаш промотер, немаш кој да те нуди, кој да ти Самиот букира епата. То ми е зборо. И сега селф-менаџер, да, како и ти исто. апсолутно. Исто. Сите сме на истиот левел, сите сме на истото ниво, сами да бидиме и букери, и промотери, и менаџери, и да се Да. грижиш за бендот. И сега, твое едно видување колку е тешко, ајде грубо речено да се расправаш со 9 луѓе
вклучувајќи се и себе си и да имаш турнеја, да речеме 5 концерти низ Македонија. Па добро, јас се расправав А немој буквално да ме сватиш расправаш тука, едноставно да Јас не се расправав, него да пробаш да ги менаџираш. Го создавав современо. Тој нонет. Добро. Имав еден обид 2016 и за кратко време направивме еден концерт, го има на YouTube, се слуша, фине. Не е најдобар концертот, не е онака ја како што замислував. И реков, ај понатаму пак ќе се собереме, ете добив од Министерство добив тогаш убав проект. Одлично. Да си платам студио, да си ги организирам музичарите и дури да ги платам музичарите. Одлично. Направивме и концертна промоција во Филхармонија. Значи, некако се собравме, не собраа парите. Парите беа пресмешни. Мислам, нели... Ама зборуваме за промоција во Скопје. Во Скопје, и генерално сите се од промоција, Ама сите се од Скопје. А да ги ставиш во еден автобус, минибус или како... Имаше една смешна понуда, сакав да кажам. Нема да именувам фестивали. Океј, како сакаш? Имаше една смешна понуда, дали може да настапите сите вие за хонорар колку што кошта еден клавиатурист. И ја реков нема шанси тоа 9 луѓе да настапат за таков хонорар. И се уште неам понуди за голем оркестар. Тоа го знаев и скратен ми е, бендот ми е сега квинтет. Дури целосно е сменета поставата. Првиот Парусион груп траеше цели 20 години. Имаше настапи, не настапувавме по 9 луѓе на концертите, до 4, 5, така, не сме имале повеќе од квинтет на сцена. Сега последниот настап ти беше во Штип, мислам? Имаше на Стибо. Да, таму бевме квинтет. Не, квинтет свиревме. Не можевме никогаш да отидеме повеќе од 5. Ете, во Штип свиревме 5 луѓе на следниот концерт. Овде во Public Room исто свиревме 5 луѓе. Имавме во Билјана Беличанец еден настап. Еве, утре настапуваме, можам да ја кажам, новата постава. Сега, на бендот е Джоле Груевски е на гитара, Дионис Тратров е на бас гитара, Јован Цветковиќ ми е на пијано клавиатури и Петар Колевски на алт, тенор, саксофон, кларинет. Јован Цветковиќ ја доби наградата за најдобар млад џез музичар минатата година, претходната година, од Џез Фабрика. Да, знаеш? Видов отпосле, не го познавав. По препорака од еден ваш професор од Штипскиот универзитет, се слушнав, тој е професор по пијано кај вас, те молам препорачај ми пијанист. Ванче Харламповски? Не, Христо. Христо, добро. Пишав, да, имаме исти коли, како Пикасото, и увек за колата збориме. И му се јавив да го прашам... Дали е расипано? Само се расипува коли. Сега ја слушав нешто ми чачкаш. Така. И викам, сега те барам, викам да те прашам нешто друго, викам ми треба пијанист. И он ми го препорача Јован. Супер, Јован е одлично дете. Добро одговори на задачата во групата Дамир да го замениш. Со нов пијанист е малце деликатно тоа. И Јован многу добро се снајде во нашава екипа и баш денови имаме вежби, тоа проби. Го гледам, детето се радува. Мислам, блазе си му што е толку млад. Па замисли се ти на негова возраст да требаше да свириш џез и да имаш околу тебе онака легенди од сцената, бидејќи нескромно да речам дека не си легенда, и да имаш шанса, млад човек 20 на години, 22-3 години, да настапи, да учи џез и да прави музика што
Јас и ти отпосле ја откривме, така? Нели? Да. Ние ја откривме затоа што немаше тука нас кој да ни покаже, пошто вратите како Ни вика, покажува, ама Алек, тешко како ни викаше, доаѓаше нешто. Алек велеше вратите беа затворени, нели? Алек. Јас не пријател знам од да ги Канада. именувам овие медиокритетите овде во Македонија. Подобро немој, да. Еден од тие луѓе, исто многу нешто битен во оваа држава за музика, ми кажа дека појма неам од свирење бубњеви. Исто така, неговиот басист, после некоја, не знам, 2 недели ми рече дека врска неам од свирење джез. И ја онака се замислив, викам, чекај, ова се вајде на некои македонски стандарди. Сепак ја джезот не го учев во Македонија. Ќе те прашам нешто друго. Океј. Јас го слушам джезот пред да продолжиш. од бебенце. Океј, добро. Морам да кажам нешто. Ама тие се луѓе кои што денес не Джезот свират е и сега мојата мислам омилена дека музика. апсолутно. И сега не треба да ги Ма свират, човече. Па добро. Не е битно. Океј. Не се работи за нешто, некои битни имиња во светот. Тука се нешто, тие такви работи. Ама добро, тоа таква е оваа средина. Значи некако Јас сакам да пред кажам, да ти ги поставам прашањата ги одговориш, ти токму ова прашање е следното што Джезот. е токму ова се што го зборуваш. джезот Ама јас ќе е го прочитам. општа една моја љубов од детенце. Порано немавме сателитска и имавме некаква антена ставено на зграда. Фаќавме РТС, Радиотелевизија Београд. Аха. И јас од дете, буквално пред да знам кој е Гаро Тавитјан, јас знаев кој е Лала Ковачев, ги знаев тие Стјепко Гуд, београдските правите джез свирачи. Гоце Димитровски. Да. И со Гоце Димитровски Си свирал со Гоце? Да, имав Ете, тоа е тоа. неколку настапи во младоста, во некој од овие клубови тука кои имаше фама на джез клубови. Ама Гоце беше друг човек. Нека кој ќе ги кажуваш двајцата. Па рековме не именувам. Добро, океј, ајде. Ја мислам дека Гоце Димитровски мене ме научи метлици да свирам. Супер. Не знаев ни како се отвараат, а тек како се користат. Нас во школа не научеа да свириме. Нас во школа ни даваа ноти, сами да ги научиме да ги свириме нотите. Затоа што тоа што ќе научиш сам, секогаш ќе го запамтиш. Джезот ќе си, само да кажам уште еднаш, ќе сигурно имаш ново прашање врзано за джезот. Ја ќе кажам секогаш дека сум многу добар слушател. И ги знам сите возможни джез стандарди да ги отсвирам дали на клавир, дали на гитара, можеби на бубњеви И на не бузуки знам. знаеш. И на бузуки. На бузуки не сум пробал така да импровизирам. На бузуки импровизирам во тој нели викаат народњачкиот штих. Тој инструмент се свири на свој начин, не знам. Ја не го свирам никако грците што го свират, никако нашиве тамбурашиве. Така како инструмент некаков. Можам дури и сам да свирам на бузука, кога ја вежбам, нормално. И за тоа треба амбажур, као за труба. Добро, а наградата во Битола се го носи името на Гоце Димитровски, тругачот. Фала ти за овие информации од прва рака, затоа што јас кога собирав и кога гледав колку има информации, скоро ништо нема за Гоце Димитровски и Да, греот. добро е што Добро што да го знаеме. Добро што што го знаеме и што јас на иницијатива Джез фестивалот во Битола наградата го носи името на Гоце Димитровски. А кога сме кај Јован, сакам да ти кажам дека на 11 јуни, ти тоа не го знаеш, патува за Франција и ќе биде 7 дена во Шамбери, каде што преку еден проект во кој што е вклучен Джез фестивалот во Битола, правиме промоција на македонски млади джез музичари и ќе настапи со тројца французи и тројца од Балканот, значи млади музичари од Албанија, Црна Гора и од Србија и Македонија. Јован и ќе направат еден младински джез бенд кој што ќе настапи на 16 јуни во Шамбери на Джез фестивалот во Шамбери, така да ние како Джез фабрика, како Джез фактори фестивал се трудиме што е можно нашите најдобри млади джез музичари да ги промовираме и настрана. Така да јас сум сигурен дека во овој подкаст
имина и музичари како Јован и редица на други млади джез музичари кои би звучело нескромно, но така е, своето знаење и својата едукација стекнаа на джез одделот при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на Музичката академија, и еве со навистина големи чекори, чекорат на не само во Македонија кај нас еве, туку и надвор од Македонија, така да македонскиот джез има светла идеја. Сега, има едно прашање кое што јас кога спремав подкастот или емисијата како што љубиш да кажеш, и ќе ти го склопив, има неколку прашања кои што со сигурност на сите музичари ќе ми ги поставам. Сега, ти дел од прашањето одговори, кои се предизвиците на Михаил да се создава кариера и оригинална уметност денес во средина каде, значи, општество, каде джезот е на маргините на општеството, сцената е поделена во мали кругови, благо наречени секти. Секти, да. Така? Тотално. Дали се слагаш до тоа со прашањето? Страшно. Каде Страшна вистина. Да, каде поддршката од страна на музичарите, надвор од различните уметнички групации или секти не постои, или си со нас, или не знаеш да свириш. Разбираш? Ми ја сваѓаш поентата и згора на се продажбата на плочи, CD-на или дигитален формат е исклучително мала, за да не можеш да си платиш струја, да си платиш вода. Или се кажа. Или кредит да платиш. Не дај Боже, тоа кредит никад нема да земам јас. Ете ти. Јас сум тотално невработен и не кредитоспособен. Можам колата да ја давам во залог. Во залог. Или левата рака. Ништо друго нема, мобилен. Мада и тој мобилен мислам дека не е овој мој. Овој ми го поклони жена ми или ми го поклони татко ми. Добро, да се сетам. добро, остај телефонот, дај да видиме за сектите и малите кругови. Што ќе кажеш? Па не сум ја некој сектаж баш. Ова прашање. Ова мора да го одговориш сега, ама бе да видиш искрен до крај. Затоа што добро е да млади видам на луѓе кои чаша што вод. млади луѓе кои што утре ќе сакат да се занимаваат со оваа работа, да го видат, да ја видат ситуацијата со сцената и од оваа другата страна, да ја гледат. Таа што не што ја нема на телевизија, ја нема на телевизија. Значи, викаш за сектите, значи сега стигнавме до сектата. Ајде да видиме, неколку секти имаме во джез сцената во Македонија и сега Јас секогаш сум се тргал на страна, да ти кажам. Мислам дека и ти исто се тргаш на страна. Ама тоа во природата на нашите души е. Не знам, не можем ја тоа да ги викам ни непријатели, ни секташи. Само се работи вајда за не знам како да ти кажам. Се работи вајда за тој некаков круг што мисли дека чинелата вака се удара, не овака, или метлицата едната мора вака да мрда, а другата вака. Знаеш како се вика тоа во светски рамки? Джез полис. Да ми го пратиш ова прашање, може ќе го Ако го размислеше дома. Глазбена полиција, ние тоа сакавме во Задар уште 2002. Сакавме да направиме музичка полиција. Добро. Што ќе иде низ цела бивша Југославија и ќе забранува. Точно така. Луѓе што нека си работат нешто. Да. Може друго да работат некои луѓе што не се за музика. Добро. Не можеме ние па сега да одлучуваме кој е за музика и кој е... Апсолутно не е наше и некои си имаат љубов луѓето, си сакаат да го прават. Сигурно има некои гитаристи, бубњачи убијаат, а не ги знаеме. А не ги знаеме, да. Не се од секта. Да, не се секташи. Да. Добро, спрема тебе, на кое ниво е джезот денес во Македонија и да направиш паралела со сцената? Ти долго време живееше во Хрватска, мислам и се уште си пола Хрватска, пола Македонија. И да направиш некаква паралела. Што имаме ние, што имат тие, што ни фали, што не ни фали, па во сега ќе ти кажам што ни фали. Ако ме прашаш, што разбираш. Нас ни фалеше генералниот Биг Бенд. Добро. Од радио телевизија Скопје, тој се растори и тој се растори Кратко така на ради секти. 90-ти.
96-та, нешто така, 97-та беше. Не знам кога точно. Ја бев имав некаков обид да се вработам во тој оркестар. Кон крајот на 90-ти. Знам дека Джоле свиреше, Джоле Груевски. Ѓоко свиреше од дете таму. Мислам, ја имав таа прилика да бидам дел од тој оркестар. Кој свиреше тамани таму? Радослав Шутевски се свиреше генерален бубњар. Так. Тој е убедливо најдобриот бубњар за таков оркестар. Од него многу сме научиле ние помладите. Оливер Дуев беше исто често тамо. После некој време тој оркестар, како што се пензионираа правите свирачи, улета некои други луѓе таму кои ја не се ни познавам со некои. Се поздравувам го. Сектата или не сектата? Здраво. Како сте? И не ти кажам како си. Али не е битно. Не може сите да те сакаат и сите да ги сакаш. А толку е мала сцената, сите се знаеме со секој. Ја порано сите ги сакав. Многу е смешно, знаеш. Ја порано стварно сите ги сакав. Ама како почнаа да растат, прераснуваа во некакви други суштества, не останаа луѓе. И многу ми се смешни. И не сакам, ти кажав, не сакам да ги викам секташи или нешто, ама гле, сите ние сме борци. Сите тие луѓе се борат да издаат своја музика, секој на свој начин, дали ќе им помогне држава, дали ќе им помогне некој спонзор или се природно богати. Јас исто можам себе си да се кажам од тие радници, од 8 години свирам. Тоа се цели 40 години. Доживеав на 40 и колку таму, 47 години да издадам конечно свој албум, кој на крај татко ми го плати штампањето и издавањето на CD. Мислам дека во слободен печат. Да, снемав финансии и како и секој ден нормално. Денес таква е, скапа е без парицата. Скапа е без парицата, да. Ова ќе оди на real. Нека иде. Скапа е без парица. Скапа е без парицата, многу. Мислам дека сите нешто се борат, читаат, учат, студираат. Малце сокче фали во сето тоа. Тебе сум ти ги преслушувал албумите. Добро. Ти се многу добро си ги смислил музиките. Си имал екипа прави джезмени, тоа така се вика. Се свирал со Алек и со Оли, тоа се стварно добри свирачи и Битола неприкосновено има перфектни музичари од секогаш. И битолчаните имаат и нашава скопскава сцена малце обогатена. Сега не сакам. Ти си еден од ретките што признаваш. Ти си еден од ретките што признаваш. Не, секогаш имало јас како дете сум бил басист и сум прател се. Секогаш у Битола имало добри басџи, добри гитарџи, знаеле да свират, знаеле да пеат. Сите бубњари се добри. Значи сите што ги познаваме, се има едно ново дете на Джоле албумот што го свири. Ја пробав тој албум да го снимам, ама нешто немавме време да стигнам, зашто бев на турнеја со Лебисол. Так. И на Ѓоко му реков, тој бубњар ти е прва лига, онака малиот. Ретко давам комплименти за млади бубњари. Вашава, мислам, сега глупо е да кажам вашата сцена, ама Битола е македонска сцена, што се има... Добро кажа влијанието на Битола, како... Да.
Средина. го имате вие тоа што го немаат во Скопје. Ние сме исто веселјаци. Ама малце сме даунери, мргути сме малце ние. Вие сте повесели, пошаливџи, си имате нели надимаци за се. Тоа малце на Скопје му фалело и затоа вајда дошле тука. За да ја подобра сцената, зашто да не. Така. Сега пред да продолжиш, спомнавме стариот Биг Бенд на македонската телевизија и тој прекинува со работа. Во следниот период 2007 се формира джез оддел при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и една плејада на нови млади деца, ги нарекол деца, стапнуваат на сцената, кои што понатаму се развиваат, се едуцираат, дипломираат, некои заменуваат надвор, магистрираат надвор, едноставно живна сцената. И природна појава беше појавата на Сдруженијето на джез музичари и ти беше член на Сдруженијето на джез музичари. Да, идејата беше, колку што јас добро разбрав, бидејќи јас никогаш не бев член на Сдруженијето на джез музичари, и дека бевме баш на една дебата со Гоце во МКЦ пред 4-5 години. И тогаш беше, мислам дека во зенито Сдруженијето на джез музичари, идејата беше да ја спои сцената, да ја доближи, да ја едноставно да се залага за сите, и за промотери, и за фестивали, и за артисти, нели да помага. Што се случи со Сдруженијето? Сега имаме национална установа оркестар за джез музика, но што прави Мишко и што прави Сдруженијето? Јас у принцип не бев многу присутен. И преска реков дека се тргав секогаш на страна. Може и тоа е моја грешка, не знам. Бев повикан од ЗДЖМ на нивниот фестивал. Гоце Цевковски ми помогнал во животот многу. Генерација сме сепак од школа и знаел да се јави, имаш ли спремен бенд да настапиш на фестивалот? Имам до година пак. Океј, важи, нема проблем. Ќе настапиме. Онда настапивме и со Игор Безгет, еден заеднички проект со делот од брас секцијата на ЗДЖМ. Тука беше Дамир, Трајчо Велков, Сашко, Киро, Бејков беше бас, Калина Велковска на вокал, на инструментот вокал. И после тоа следната година јас го издадов Агол под нивната етикета. Добро. Значи издаваш. Не сум многу присутен, на пар концерти нивни сум бил. Вчера не отидов, нешто глава време во какво е променливо, па глава не болеше обострано. И не излеговме, си останавме дома со детето нормално. Така. Не знам што се случувало, ама вака од страна мислам дека се за честитање. Гоце поготово. Гоце се борел за тој оркестар да постои, да настапува. У последните вајда 10 години колку постојат, не знам точно, не им ја знам биографијата. Им честитам и мислам дека еднаш и јавно на телевизија нешто ме прашуваа околу ЗДЖМ и им честитав за упорноста и за тоа што го добија, за тоа што стана национален оркестар. Да. Не треба да бидат они национален джез оркестар, они треба да бидат национален оркестар што ќе се бави со секаква музика. Не е само джезот. Има и поп што добро може да звучи во таа постава со 30 на музичари на сцена, или ревиски оркестар со 20 на гудачи.
Не знам, прашањето стварно не знам како да ти Океј. да ти го одговорам, ама ете, ќе кажам дека сум бил присутен кога сум бил присутен. Да. Кога не сум бил присутен, не знам, едноставно не сум имал време да пратам што прават или да им ги стигнам концертите. Така. Добро, зборот ми беше друг, навистина е за честитање, значи Да. самото формирање и создавањето на една нова институција е многу битна работа пред се за државата, да си има национален джез оркестар е навистина сатисфакција, затоа што регионално и немаат многу. Но од друга страна имаме многу квалитетни музичари пред се во оркестарот, Во оркестрот тоа е за страшно, секаква- таков што е браз за- немало до сега, така викаат низ цела бивша Југославија. Така, но мене ми беше прашањето, ако се точни информациите, здруженијето беше околу 100 членови. Но што со останатите членови, бидејќи во оркестарот е 20, колку и да кажа луѓе, сега ќе функционират, но што со луѓето во здруженијето? Ти си издал албум за здруженијето, Џоле Груевски ќе биде и утре на твоето место. Мија, сваќаш, Пете, а можам да поентата, кажам дека повторно се враќаме на Можда истото, требаше, секој сам. Можда разбираш? требаше да свирам таа година кога го издадов CD-то. Можда не одма, тоа беше 2022. Могуче да требаше да свирам ја на нивниот фестивал лани, 2023. Али кад би било, да би било, ја не ги знам тие пословиците, тоа е поминато више. Тоа е готово. Ја не знам што се случува со другите членови. Тука многу се разгореа, некако музичарите после пандемијата станаа другачи. Не знам дали смеам да го кажам ова, ама не поравнаа сите исти да бидеме. Тоа Мислиш не мислам после пандемијата? У самата пандемија тоа како прво беше нели забрането да се свири, па нешто баравме помош од држава, оние што бевме невработени, угнетените. Јас тоа живеев со моите родители и ми рекоа дека нивната пензија е сосема доволна за 3 члена семејство, кој барав социјално. Така. И тоа не ми се допадна исто. И не побарав после тоа такви не сакав да имам такви зафрканци со тоа, мислам, се снајдов некако и у самиот карантин избегав од овде со тест, отидов на турнеја низ Хрватска, тамо се свиреше у велико. Немаше никакви проблеми, ни болни, Со ни ковид ништо. тестовите, јас бев во Шпанија, така да. Никој немаше ковид. Ја ковид фатив од после вакцината. Да. Океј, сега да те прашам нешто за аудиокултура, бидејќи ќе ти го прочитам прашањето, веќе знам дека промоцијата на твојот албум беше токму во аудиокултура, сега сме во аудиокултура. Да. Која што преку концептот Live at аудиокултура ти настапи на тој, беше дел од тој концепт, успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка. Креираше едно повисоко ниво на промоција на джезот и генерално на музичката изведба во живо во Скопје и во Македонија. Впечатоците на публиката се извонредни и каква е твојата перцепција за ваквиот пристап од музички аспект? Колку ти е тебе Многу се радував. убаво тогаш. за да настапиш во Овде ваков и кога простор? не ја знаевме аудиокултура, ја знам оваа улица поради студиото на Бодан што беше Кетаска Балабанова. И кога дојдовме прв пат, ова е омиленото место на мојата сопруга. И мене ми е омилено, многу сакам CD-а, плочи, касети, еве гледам и касети имаат овде. И овие момчиња, браќата Михаил и Веселин, се стварно за алалде име што направија вакво нешто. Сигурно има и низ градов и други вакви места што не ги знаеме, затоа што немаме време многу да знаеме се. Концептот лайв и на аудиокултура, јас само правев промоција, не свирев тука. Мада имав еден концерт пред албумот да се сними.
Сега се сетив. Настапи тука? Настапив, да, така тивкичка свиревме, нели, тука има комши. Па тука е и идејата и концептот е лимитиран на 50 луѓе. Сцената е многу блиска, нели она баш джезерска сцена кога луѓето седат баш пред тебе и она енергијата можеш да ја пренесиш од артистот на публиката, нешто за кое што Да, сонуваме сите да го имаме, бидејќи знаеш голема сцена е не треба да им праќаат полиција. Друго е тука. нешто. Па сега. Не треба да ги пријавуваат, тука треба стварно секој ден да се свири, може и по цел ден. Зашто стварно преубаво е. То во идеален свет би било така, мислам. Да. Кога би живееле во идеално општество, може би било така. Но јас мислам дека концептот е многу добар и многу е добро што, еве како што кажа и други клубови, па пробуваат да го не би рекол да го пресликаат, туку едноставно да се инспирираат од ваквиот начин, од ваквиот концепт. Што мислиш за Колку пати акустиката? сме ги гледале. Што мислиш за акустиката тука? Тоа ми е Добро звучи овде. Мислам, па види како е направено, се професионално. Со вие И колку те инспирира, колку влијае на тебе, например, да свириш во вакво место кое што е онака акустички истретирано максимално добро. Нели? Да не е ни многу глуво, да не е ни многу вибрантно. Или како во дневна соба, се сеќаш, како дома, нели? убаво е, да. Види, аспектот свирење секогаш добро. Јас сум имал една моја мисла секогаш пред да настапам. Добро. Татко ми така ме учеше. Или да свирам, или да не се занимавам. Да не со се тоа. фолираш. Да. Така да, ја каде и да свирам, добро свирам. Мислам, скромно, евете, нели... Да, каде така, јасно. Каде свириш го даваш својот максимум, без разлика. Као да е последна свирка. Па види, понекогаш- реално во наши години можеби и последна свирка. Да, не можеш се да позаплашувам понекогаш, да, викам, Точно чекај, така. викам, дај да отсвирам нешто да не нема Да си ја завршам да нема работа. друг пат. Види, во изминатите неколку години, ние таа тема ја чепнавме во претходните подкасти, значи, ајде да не претерам, али во изминатите 8-10 години имат масовна естрадизација на културата. И се она што, еве, ако гледаш телевизија, претпоставам дека не гледаш дека само имаше естрада. Сите медиуми доминира естрада. Гледам оние со ноктите. Па и тие со Како ноктите. не се пратам, човече. Сигурно ја нема да гледам бидеш тоа. ти на телевизија, ќе биде некој друг на телевизија. Сега, Нови пејачи, пејачки. значи, Добро е, неаме усукни уште ние. види, овде. живееме во општество или во еден таймлайн, јас би го рекол, каде што се е култура. И сега станува збор сега, ова не е државно, ова е приватно, значи некој инвестирал, имал вкус, инвестирал и го направил овака. Но јас мислам дека парите кои што генерално се даваат на различни места, затоа што промотерите, тие што ги немаме јас ти или некој друг, нели, од нашата фела, мислам дека тие пари компаниите ги дават за култура, но добиваме естрада. Сега, Министерството за култура имаше еден проект, се викаше вака Па вајда не ги финансираат. афирмација на алтернативни сцени, пардон. Сега, што мислиш ти со таквите повици? Јас генерално имам едно чудно мислење за сето тоа, дека е Претерано е малку. дека Ја имам такво беше мислење. пресликано како за европските земји, затоа што ние сакаме да одиме во Можеме и Европа, ние. ама не живееме европски, ние не живееме, Да, затоа да. што концептот Life at аудиокултура траи повеќе од 2,5 години. Значи требаше 2 години за да стане препознат. Значи треба секоја недела има некакво ја и ти некаков свиревме концерт, почетокот. така. И секоја година има секоја недела има настан, има концерт, има изложба, има промоција на книга, промоција на CD. Значи нешто за да заживее местото треба време. И од друга страна, откривањето на алтернативни сцени предвидуваше 3 концерти годината. И сега спрема тебе, дали се добро насочени средствата, парите и ресурсите, или луѓето кои што ги имаат тие средства, не е по памето да ги дадат во нешто што веќе функционира и место да има по еден концерт во неделата, во аудиокултура, пример, не велам само за аудиокултура, велам за сите места.
Тоа што функционира, помогнете го, за да има два македонски бендови. Помогнете да може артистот Мишко, Сашо, Јутре, ред други, со преку концертите да заработуваат за да платат струјата. Не сам грубо кажано. Разбираш? Мислам дека многу се во идејата да направиме се, ние го губиме и она малку што го имаме. Например, немаме джез експорт. Цел свет, значи, еве, веќе во регионот, да не зборуваме за европските земји во регионот, сите имаат музички джез експорт има. Значи, кога е Македонија представена во Бремен како официјален стенд со штанд, каде што ќе биде представена 10 годишната сцена во Македонија. Се она што е активно и се она што може... Тоа било само приватно. Да, се она што може да биде утре експорт или може да биде производ. И сега, место да откриваме ние алтернативни сцени, во Битола на Тумбе кафе, пробавме да откриваме алтернативна сцена. Има еден куп има такви низ државата. Зошто нашите ресурси, нашиот фокус не го направиме и не ги поддржиме луѓето кои што веќе го прават тоа? Со сопствени сили, со сопствени нерви, со сопствени ресурси. Дали ми ја сваќаш паралелот, ја е некој збор за тоа? Да кажеш. Ама биди искрен. Да бидам искрен, а? Да. Ако сум искрен, што ќе кажам? Па добро, еве, твое видување. Само нема ми кажеш дека со се Не. Со се согласив со тебе. Не знам дали ме слушна додека го поставуваше тоа прашање или мислење. Или констатација. Констатација, да. Јако докторине можам да ти кажам на крај анамнеза. Добро би било да си помагаме малце повеќе сите ние кои веќе постоиме и се бориме преку 20 години на сценава. Се двојат работите. Ако именуваме ќе се наљутат. Памтиш на тоа едно мој интервју кој реков не свирам на тие мали фестивалчиња, изиритиран од сосема други луѓе. Ја свирам, јас се надевам дека ќе свирам и на твојот фестивал. Ќе свириш, се разбира. Дали се сеќаваш дека минатата година која правевме програмата, првем тебе ти се јавив. И ти реков ти си првиот човек што ти се јавувам да направиме. Ама не успеавме да се договориме. Не се договориме. Ама ќе се договориме. Ќе се договориме. Фестивалот расти и ќе ги исполни твоите очекувања. Со сигурност. Пак да можеме да именуваме. Па има еден гитарист прекрасен сега тука вратен во Македонија и он ми кажуваше дека му нудат и него такви смешни. Ама беше тој веќе снимивме подкаст со него, Филип Динев. Па не кажа се, ама кажа, беше за Филип Динев. Да, и он е љут исто. Добро, ама сега ја учи сцената македонска, сега тој се врати, сега е млад. Така да, јас кога му го реков, а со сектите ќе правиме, вика јас сум само за секта. Мислам иронично се разбира. Да. Он како млад треба да му се пружи стварно прилика. Да, затоа што е фантастичен. Гледам дека го ангажира, ги видов на слика Гоце и Филип. Дури на една свирка им бев. Добро е да си помагаме. Да. Јас го видов тоа сега кога го правев новиот састав. Значи Парусион груп, прва постава, ниеден од бендот. Сега направив нова постава и видов дека се уште имам пријателчиња со кои можам да свирам. Што се спремни. Тоа е многу битно да си на високо ниво, кога ќе искочиш на бина, не може ме боли желудников. Ме боли колено. Нема колено. А замисли трио да свириш. Па ќе свириш и со температура сум свирал со 40 степени, порано поготово тоа кога сум се бавел со рок-н-рол, не ме занимало. Болест. Далеронче и... Да. Океј, сега ќе ти поставам... Не ти го одговорив. Ајде. Добро прашањето. Сега ќе ти поставам едно ново прашање. Мрда, тука луѓе па ме концентрирава. Види, джезот е жива материја и овој клуб е жив, нели? Доаѓаат луѓе. Знаеш што, мислам дека треба повеќе да се дружиме. Гледам, ти имаш свој фестивал, владаните гледам имаат, Бог да го прости,
Мирко Попов гледам дека се изборија за да функционира музиката и таа нивната музика. Добро. Ајде. Што е за секоја Не деградирам музичари, се знае кои знаат да свират, тие што не знаат да свират, мора некој да им помогне. Ако професор не може да го научи, има да плати за да свири. Има и такви. Нека се. Ја и ти добро и што не ги ни познаваме тие луѓе. Ја некои имиња кои ги прочитам, викам, чекай бе, ова дете не го знам нити од школа, нити од факултет, нити од општа култура. Викам, види ги, сите сакаат да свират. Тато, купи ми саксофон. Сега ќе му се јавам на татко ми после емисијава да ми купи тенор, сакам да си купам. Супер. Мислам дека видов и ти дека имаш дом. Имам, да. Свирев малку. Мислам, Додека се шалам, али ќе станам трубач. види, за време на ковидот, значи пошто Од утре сум трубач. бевме во Битола и во Битола, нели кај жена ми имам куќа, мислам, жена ми има куќа и можеш онака да свириш и на никој да не му сметаш. Еден период свирев кларинет, и то не го знаеш, дека свирев кларинет. Некакво ниво кое што не е ни за да се спомни, ама онака. Пандемија. Ете ти. И после си купив тенор саксофон. И нешто што од стално сум сакал е тенор саксофон. И сега Ама нема да излезеш нема да свириш бидам се на саксофонист, фестивал. но можам да ти кажам дека еден другар мој, сега ќе го поздравам, се вика Херцел, Александар Гождановски, сигурно го знаеш. Имам нов албум со Александар Гождановски за време на, мислам за Нова година. Околу Нова година направивме нов албум, снимивме нова музика. И на есен ќе го вадиме. Збориш за овие мои омилени? Кои се тие твоите милени? Кој беше Александар? Херцел е што прави електронска музика. Електронска музика во Берлин што живее. А го знаеш сигурно? Спасовски, да. Не, Александар Гроздановски Херцел. Прави електронска музика, многу е познат. Можда не го знам него. Што ми е муабетот, значи, Ајде. ме викна кај него во Скопје, во импровизирано студио да правиме сесија. Јас уствари свирев саксофон. И тој ги сечи тие, нели знаеш, траката ја снимивме и изваде и сечоци и на една плоча, уствари првата моја плоча за германски лейбел дизајн, познат во светот на електронската музика, јас мислам не мога да знам Wave Records некако. Како и да е, уствари прв пат сашо на плоча е кај што свири саксофон, многу е смешно, да, така да ќе ти пратам линк. Ја еве на Симон Киселички му свирам бузука на јавно не сум настапил со бузуката. Сум свирал по тезги некојаш. Да. Ама тоа не е како настап, не знам. На новиот станам може трубач. на новиот албум, овој што го снимивме со Херцел, свирам глокеншпил. Си купив глокеншпил. Да. За децата си го купил тоа да си играат. Па да, за децата и да, последно си купив бонгоси. И така, едноставно си го исполнуваме животот со музика. Сега ќе ти поставам едно прашање на кое што сакам искрено да одговориш. Пробај да го слушнеш. Збор 2 за џез фестивалите во Македонија. Дали знаеш прво колку џез фестивали има во Македонија без да читаш овде? Ама ова како на квиз, да погодам Да, точно. ај погоди да ме дали. Од 5 до 7 има ли се? Има појки. Поише се? Активни, велиме активни. Значи не сум свирал на ниеден. Ете ти, значи, Никогаш не сум тоа свирил треба, на Скопскиот значи фестивал. тоа треба, чекај сега да те прашам. Убаво што Она Оффест е исто фестивал на џез фестивалот. Каков е вашиот однос со луѓето во организацијата на фестивалите, Не, тоа особено ме брка. со оние задолжени за програмското уредување на програмите и колку сте задоволни со различните концепти кои се застапени кај нас? Образложете зашто Мајде, да и ја не. вака ви ти некол. Мајде. Океј, сега чекај сега. Кој го прави тој програм? Чекај сега. Сега. Пикери или Ајде музичари? Што ајде се јас тоа? вака да ти ги прочитам прво џез фестивалите, па после ти ќе почнеш да кажеш. Скопскиот џез фестивал. Скопје џез фестивал има 42 изданија. Оффест Скопје има 23 изданија. Добро е да знаат, има млади што ќе го гледат подкастот. Ај за Скопскиот џез фестивал не ми е криво, ама на ова Оффест ми е криво што не свирев овие 23 години. Добро, значи ти е криво што не Нас си Тибо сум свирал милион пат. Значи јас Тибо има 14 изданија, Прилеп џез викенд На има 10 сум 12 свирал. изданија. Прилеп не сум свирал никогаш. Добро, на џез фестивал. денес се е џез, ова е
Today's Jazz, ова е на Гоце, Ибни Пајкош го А прави. тамо сум свирал сигурно 3 пати. Джез Фабрика фестивал 7 изданија. Джез фабрика. Джез Фабрика фестивал е овој чичкото Што е тоа? овде со Ова е твоето. чичкото, да. 7 години не сум свирал. 7 години не си Е, свирил. да, Добро, тоа тоа треба да го години поправиме. Ќе го Куманово поправиме. Джез фестивал 7 изданија. И на тој фестивал сум свирал на 2 изданија. Добро. Тетово Джез фестивал 6 Тоа не изданија. знам дека постои. Добро, има фантастичен Тетово има фестивал. джез фестивал? Да, има. Море, види, молим те. Да, ето тоа ќе го поправиме Крај заедно. Вардарот исто Мора. ми рекоа дека Кај ќе Вардарот свирам кога джез- ќе имам свој албум, ама ете, А имаш свој албум? па имам свој албум веќе 3 години. Не, па ќе свириш. Добро. И Арт Генератор Велес, дали знаеш што е ова? Не. Ова го прават Славчо. Тапанџијата од Велес. Нов фестивал, има 2 изданија. Океј, и Да. сега, Тоа значи лани и оваа година. па ова треба да им биде трета. Мгм. Видиш, не ми се јавиле. Што сакаш да ти кажам за ова? Зашто не сум настапил на овие фестивали? Па сега колку си согласен со програмата која што ја прават и Па гледај, ја ете генералниот Скопски джез фестивал порано идев. одеше да гледаш концерти. Да, страшни програми имаше. И се уште има. Се уште има. Омилените музики, ја така ги викам, Добро. джезовите. Омилените музики од мојата младост, од моите касети кога приснимувавме еден од друг. Сите тие музичари ги видовме на тој джез фестивал. Не очекувам да свираме на тој джез фестивал. Мислам, брука е тоа. Што гледам какви настапуваат на тие джез фестивали сега. И не ми е криво што не сум настапил, нели тоа едно време викаа на Скопски джез фестивал домашните не настапуваат. Па не е така, во изминатите 10 Ама години има се стално има промени. македонски артисти и на Офест. Значи, Има и на Скопски. очигледно дека не сакаат да настапам тамо и не сум настапил. Криво ми е за тој Оффест. Таа музика ја што ја правам и тој бенд што го имам, ете, Добро. предходниот бенд што го имав, што сега е заменет со нови членови. Значи, сигурно можеше да настапи барем еднаш на тој фестивал. Добро, никогаш не е касно, За- нели има една емисија таква, што. За Прилепскиот, Добро. очигледно немале финансии. Добро. Нешто како преговаравме за некои странци и на вашиот фестивал во Битола требаше да настапиме со Да, со Безгет и Игор Безгет, да, за Тадеј. жал добивме 0 денари поддршка од Министерството за култура И таа година. и ти се изнервира, јас се изнервирав, сигурно ти тропнав некоја нова цифра која ме викаше пак. Јас знам исто тоа ми го кажа еден стар пријател пред нема 3 дена се дружевме. Изгледа толку пари ми требале во моментот. Тоа така се вика, нели? Ќе не викнеш, ние ќе дојдеме. Така е. Наша работа е да свириме. Така е, апсолутно. Ама нема да свирите за без пари. Така да. То не сме да се случи, затоа што никој не работи Да на имаше, работа. да имаше вака ангажирани менаџери како тебе, зашто ја тебе те пратам, нема врска што Ама сме не сум ние менаџер пријатели. јас го правам тоа заради тоа што ја сакам Да, ама музиката. го правиш тоа, се сретнавме на ПИН конференција. Шо бараме ети таму, музичари? Ама ете, се сретнавме таму, значи не занима како тоа функционира во тој некој си менаџерски свет. Кога дојде Стив Салкин ланска година, ти дојде да се запознаеш како секој нормален музичар. Додоа пар музичари, се рековме да не именуваме многу. Добро. Па зашто па ние им идеме на нивните настапи, а они нас не ни доаѓаат? Тоа е таа секта. Еве, Ете ти од сектата сега се сега. видовме на промоцијата кај Џоле, нели? Џоле не покани и се видовме, нели? Да. На промоцијата на неговата. Џоле ми е мене школски другар, од наш клас немаше ни еден осим мене. Така. И се видовме на На еден- промоција на неговиот албум. На нов еден албум. мој концерт, ти знам дека зафатен беше тогаш,
Само Симон Киселички дојде. Вајде другиве биле зафатени. Изгледа треба да ги правиме концертите понеделник, вторник, така Гоце Мицанов еднаш ми рече. Немој, вика, у сабота да правиш джез свирка. Сите имаат свадба. Свадба свират. Ле. Ау. Ова се крваво, точно и искрено. Океј, имаш многу настапувано надвор. Сакам со загледачите на емисијата, ти така љубиш да ја кажеш, не подкастот. Подкаст. На младите. Ке се научам, а што значи подкаст? Па е ова, да си разговараме и да не медиум. Па најверојатно не знам англиски многу. Емисија. Некоја знам кога морам. Младите, да им кажеме, што беше пресудно за Мишко да настапи во Хрватска? Дали пријателства, дали реномето, дали бекграундот позади. Значи, ама во кратки црти. Јас знам, ама сакам и луѓето да знаат. Што е пресудно? Бидејќи сега, еве Филип беше, и го прашав сега, ти ќе настапа сега во Bird's Eye ќе свири. И сега ќе свириш со наши или ќе свириш со... Не, вика со германци, таму со швајцарци, разбираш? Колку е тешко ти од овде? Ете така. Значи колку е тешко ти како Мишко тука да го земеш бендот, макар и трио. Не сум отишол. Да ги ставиш во авион и да ги однесеш, не знам, во Италија, да ги однесеш, не знам, во Романија, или Шпанија да ги однесеш. Значи колку е тешко? Многу е тешко. Или се функционира ти само одиш таму, свириш со локални и ја завршиш работата и доаѓаш. Не е до завршување на работата. Добро. Едноставно за тој хонорар можам само да отидам. Не функционираат бендовите заради малиот. Не одам ни сам. Не одам ни јас. Заради малиот хонорар функционира. Еве, за жал е така. Уште една работа. Многу авионски карти сум платил за да стигнам. Ете така. Дали се работело за македонска група, од таму да стигнам тука да направам проба и да има време за се. Во Хрватска беше друга мојата приказна. Не беше музиката. Државата беше. Сакав да си идам од Македонија 2001 кога тука нешто у војска ме вика. И јас така си отидов, ја не познавав никого во Загреб. Колата, тапаните и... Колата, бубњевите и познавав еден гитарист што... Да го поздравиме? Да го поздравиме, Звонимир, сите го знаат. Звонимир Лугарич. Не е Џо Пандур? Џо Пандур го запознав дури после 3 години. И тоа запознав еден панк гитарист, басист. Вика, има еден, вика, твој овде. Вика, што мора да го запознаеш. Од твоите. И ме запозна со Џо Пандур и се утепавме од свирење. Мислам, тоа е за работа. Зборам за кога отидов тамо, тој другиот гитарист, тој рокер, ден свири и неговиот син стана бубњар и го учев и се во меѓувреме некакви часови му дав. Тамо стварно никого не знаев. И онда ги запознав сите. Сите сакаа да ми бидат другари, јас сакав да им бидам другар. Сега скоро беше нели Лана овде. Јас те прашав, јас не ја познавам. Ти ми рече дека од дете ја знаеш. Ја знам она која беше малечка, на свирка, улетаа со уште една девојка, одсвиреа. Види како свират деца на човече овде по Хрватска, вакви неаме, а ние овде. Па добро, имаме, ама... Не, ја не сум видел толку добро да свири некој пијано и добро да пее и добро да изгледа. Тоа е тоа што фали у Македонија. Не си приметил? Или не смееме вака сега комплименти? Па сега, не знам, ти ги познаваш, јас не ги познавам. Јас ни на ова поп-естрадава не сум видел авион некаков да падне од небо. Јас знаеш, детето кога заспива, ја нешто телевизија гледам без тон. Не го пуштам звукот да ги слушам што зборат. Ги гледам како се облечени, ако чујам за што зборат, кој знае за што зборат. Знам дека добро функционираат и имаат милиони на сметките. Така викаат, нели? Кога ќе прочиташ некој трач дека 40 станови во Дубај се купени, сигурно пола се на некои наши мега звезди. Се шалам. Добро, сега имам едно прашање. Можеш да го скратиш ова, ако не ти се сви. Јас на сите им велам сечам, уствари се оставам. Гледај сега. За настапувањето надвор. Да, за настапувањето. Сакаш да го повториме? Па не.
Сега знам дека ти не киш да те нарекуваме джез артист. Па не сум ја джез. Ете така. Јас сум само слушател. Тоа го знам. Кога не би бил музичар, Мишко Барушев? Джез музичар. Добро. Што би бил? Диригент. Што беше моментот? Што би бил кога не би бил музичар? Доктор сакав да бидам јас. Ете така, тоа. Само далеку ми беше тоа медицинското школо. Моите не ми се мешаа многу. Татко ми рече да се запишам во коце металец за да имам занает. Ја не го послушав, он беше највеќе во право. А види, Блиску. родителите треба да ги Пешки слушаме од време на Таму време. живеев, баш у близина на коце металец живеевме порано у Синџелуч, Ченто сегашно. И оно викам, на судска палата, тука е музичко, блиску, сум бил, знам кај. И таму ги упознав сите мои другари. Ама татко ти е Ден денес. музичар, така? Татко ти е музичар, Ден мајка денес, ти е да. музичарка, така ти си во... Мајка ми е од музичка фамилија. Да, ама ти малтене. си растен во музичка фамилија. Сега како син ми, сега син ми е растен во Да. фамилија кај што нон-стоп има инструменти. Јас, на пример, не бев растен во фамилија кај што имаш инструменти. Имале моите, дедо ми свирал хармоника. Татко ми знаеше млада партизанка на терци да свири, толку научил, ја продале хармониката за да купат да левиот зид од станот кај што живее. Знаеш, јас си продадов појачало од 2 гитари за да го купам балконот тука во Скопје. Знаеш, имаме ние фамилиарно такви моменти, продаваме инструменти за да купиме тули. Браво. Така да И едно време и ја не продавав. живее, како да ти кажам, не живее во семејство во кое што има инструменти. Ти живееш. И можеби тоа до негде ти го мене ми ги купиле трасираше бубњевите дури на 6 годишна возраст. Аз сум барал од 3 години. Сум сакал да бидам бубњар. Та мајка ми вика дури во стомак кога сум бил сум ударал све у тајминг. Све било темпо. Вчера ја приметив керка ми аплодира идеално. Супер. И вака реков, немој да си толку точна, нема да те вработат. Немој да бидеш толку точна. Веќе гледам дека почиња интервали да пее. На клавир сама па си бара, а ја нешто и помогнам некаков акорд. Колку е? 3 години? 2 и 3 месеци. Не, 2. Малечка е Сала не расти и голем. знае да пее и се тоа. Ја тоа го гледам сега, валја истото сум го правил како дете. Само дома кај нас, док не стигнаа бубњевите, имаше електрична гитара во куфер, Под кревет. една друга електрична гитара исто не беше во куфер, ама тоа Нема беа ги инструменти бања. што не смееше да се пипнат. И понекад бузукито, ако го видев татко ми ако ја припремал бузуката за насвирка, и ке ја видев отворена, и мене ми беше само кеј вака да ги отсвирам сите тие 8 жици, И тоа. тоа ми беше тоа такво некое богатство од самиот инструмент. Па после тоа си купив бас гитара. Таа тајно ја купив. Татко ми не знаеше за тоа. Хохнер? Хохнерото Хедлес, покасно е. Хедлес, Прво како имав имаше? кумик. Хохнер? А, кумик. Кумика джез бас имав. Па таа на ока му ја продадов, па Мучо се наљути. Зашто му ја даде него, па после му најдов и на Мучо. Ја бев исто шиткач на инструменти, се док не ме зезна еден. Джамбас. Тоа се вика, нели? Джамбас. Да, мислам дека се трудев да им обезбедам инструменти на сите луѓе што не знаат како да ги најдат. Во времето кога немаше продавници. Трговец, едноставно. Трговец поединец. Да, дури идев палици да купувам и во Истанбул и во Београд. Не знам како патував тоаш, уште не беше распадната државата. Да, до Београд бев, уште не беше распадната Југославија, купив 100 пара палици и овде ги продадов 10 пати поскапи него што чинеа. И Тоа. така, никој не ме учеше тоа, не ме учел татко ми мене на такви Значи има глупости. Некоја природа. предузимачки имаш добро. И за крај. Утре или во блиски дни кога некој младо дете ќе седи на твоето столче, некој иден нов джез музичар или музичар како Музичар. тебе слушач, што би сакал да му
посакаш? Да му посакам да вежба. И слушањето музика е многу битна ствар. Посетување на школи, многу го почитувам тоа. Ја бев еден од најлошите студенти, не на факултет, у средно бев лош, усвари, на факултет добар бев. Повеќе да ги слушаат професорите, сепак професорот е тој што највеќе знае, да се ценат меѓусебно и да ги почитуваат малку постарите од нив. Таа општа култура е општата култура на Скопје, на мојот роден град. Нашава Република Македонија, ако нема гостопримство, скоро имав гостинка од Задар, ми пишала фала ти на гостопримство. Викам, што бевме на ручек, Пантелеймон, нешто на Пантелеймон, само црквата и времево не се погоди. Тоа да се почитуваме едни со други, не да си мааме заушки и да се тапшаме по рамо. Ја многу мразам некој по рамо. Јас знам да погалам некого по рамо, ама многу мразам не тапшам по рамо. Мразам кога ќе ме потапша некој 24 години помал од мене, а ми се случи скоро. И сигурно он ќе го гледа ова и ќе се сети дека не треба да тапша постари по раменца, него да ги слуша постарите. Сепак тоа за едукацијата сакам да се навратам, нели реков да ги слушаат професорите. И да даат на музиката да свири. Да најдат некоја. Многу е битно да свири музиката. Не може ако не трга тоа на гитара. Многу посвета. Ние како млади имавме повеќе време да се посветиме. Искрено, да го прават искрено. Строго искрено. Нема фолирање. Или знаеш да свириш, или пак се вработам у Тинекс, нешто, да не именувам маркети. Еден мој другар Беркли има завршено, па работеше тука по маркети. Тоа би посакал многу музика на идните генерации. Би сакал да има барем као до сеја така добри свирачи. Ако не имало 30, во идниве генерации нека ги има 40 добри. И ако некој им побара некаква помош, нека му даат. Да, искрено го прават тоа. Па и срцето ако треба, ако некој треба да живее, ја би го дал срцето, озбилно. Мислам, нели поклонуваат бубрези, поклонуваат овакви работи. Да поклониш знаење на некого, тоа е нешто немам. Нешто што цел живот ќе го носи, тачно. Тоа не се плаќа. Што мислиш со идејата за правење еден ваков подкаст, емисија, и колку е потребна за едноставно однатре да ги представиме луѓето чинители на македонската современа джез сцена, она што во моментот е современо, што се надеваме дека по 20 години ова нема да биде современо. Ми се допаѓа идејата за вашиот подкаст. Ви благодарам што ме повикавте да разговарам и секогаш викајте ги вака рано од Сабајле, најискрени сме. Навечер нешто може ќе се мислиш, ќе имаш и пивното пивце. А вака од Сабајле на едно кафе сум. Значи, не се напив ни С витамин од Сабајле. Сакам да кажам, добро е вака на гладност и поискрен. Ја може да кажав некои работи што не се за пред камери. А ќе ги сечиме. Ќе ги сечете. Добро. Онда на авторизација целото интервју. Се шалам. Се надевам дека не навредив никого. Оној кој се осетил навреден, нека му е мисли да не биде друг пат навреден. Добро. Океј. Мишко, ти ви благодарам. Жив и здрав и следниот пат или следната година кога ќе имаме подкаст, ако имаме, да ни гостуваш со ново издание, со ново CD, со нова музика. Новиот албум Заарно за убаво се вика. Види, Заарно за убаво. Да, но новиот проект мене ми се вика Заарно за убаво.
И Како се плановите за него? до крајот на годинава ќе биде остварен. Ќе го снимиш и после Ќе ќе го го снимам, вадиш следна веќе година. имам нешто снимано, веќе правам некакви комбинации, но мислам дека ќе го снимам со целосен бенд одеднаш. Идеално. Значи Да. следна година повторно во подкастот Мишко Перушев со неговиот втор албум. Заедно Верували во- или не? Втор албум. Верували нели како тоа ми е прв албум ми е овој после 48 години. Добро, сега јас имав албуми за други порано. Ете, сега и нели своја музика правам. Има време, мислам дека ја почнав да мафтам. А како мафни? Уште еднаш фала што ме повикавте да си кажам што имав да си кажам. Океј. Фала ти. Се мавка кога се поздравуваш и се мавка кога доаѓаш, знаеш, ти доаѓаш или се поздравуваш? Не, си мафтам на душманите. Не сваќаш што ме бургијата, не? Абе, вие Абе, битолчаните кој мафта, си имате кој ќе иди? Иди и мафта, кој? Тој што си оди. И обратно. Тој што доаѓа, може, нели? Не, биде сликата вака, и иди се враќа мафта, а? Ама тој не заеба.